Од кабинетот на председателот Иванов информираат дека тој се уште го поседува клучот за решавање на кризата, но изразуваат жалење бидејќи тој извесно време го имал загубено клучот од своето поштенско сандаче. Поради тоа сите што му испраќале пораки и пратки никако не успевале да добијат одговор. За среќа клучот е повторно пронајден. На линк од Вила Водно го имаме Кузман Статива кој присуствува на отворањето на сандачето на председателот. Кузман, дали се слушаме? Да, студио, еве, тука се наоѓаме на свеченото отварање на поштенското сандаче. Еве, во секој момент се чека да почне да се прегледуваат писмата, да видиме што се случува позади нас. Господине, кажете ни што се случува, од кого се пристигнаа писма и дали ова достигнање ќе биде од некаква штета за Македонија? Не, нема да наштети на Македонија, инаку писма имаме добиено, еве, например, овој од Европската комисија, во него пишува дека итно треба да го даде мандатот, февруари ова не е важно, застарено е. Ама пишува дека итно. Ако да, што? Застарено е. Итно било тогаш. Сега ова е од State Departmentот и овдека истата содржина е итно да, и ова е застарено, што? Ова е од Празијада покана, таа ќе му го давам лично. Види овдека што пише од Европски парламент, ова е од завчера. Ова ќе го вратиме натреба, треба малку да одлежи, па после ќе му го дадам. Така, кажете ми дали порано се случувале проблеми од ваков тип? Не, од ваков тип немало, имало други проблеми. Например, ја имаше председателот, го имаше изгубено мандатот, ама за среќа го најдовме, тој се врати. И го има изгубено од поодамна председателот, го има изгубено компасот, ама не е тоа ништо опасно. А од неодамна ја изгуби совеста, ама тоа ништо не е страшно, бидејќи без совест може да се живее. Така, фала. Тоа беше се од председателската вила. Студио? Фала ти, Кузман. А ние продолжуваме со вчерашни.